Океј, имам едно многу важно прашање. Дали мислиш дека ти треба нов сетап или стварно ти треба нов сетап? Мене стварно ми треба нов сетап, да ти кажам наискрено. Затоа денес сум во Unhotch Premium за да си купам некои ствари за да си го апгрейднам мојот сетап, зашто мислам дека тоа е најпаметна опција што можам да ја направам сега, односно ми се трошат пари на нешто. Unhotch е ствари најопасното место за мене заради тоа што секогаш влагам и викам само да разгледам, а не разгледувам и излегам со полна торба, така да видиме денес што би купиле. Јас сум спремен со некаков план на тоа што сакам да купам, ама никогаш не се знае што може плюс да земам, така да ајде со мене. Ајде сега да размислиме логично малце. Што би зел што не би ме фаќало дома само прашина, туку ќе го користам секојдневно. Реално ми треба нешто за добар звук, ми требаат слушалки, ми треба звучник за да не треба артистите кога одиме на спот да се мачат да ја слушнат песната. Ми треба нешто на кое што ќе можам да се ослонам да си ги прегледам кадрите што ги снимам. Реално ми треба добра тастатура, сакам да ми штрака кога стискам и ми треба маус. Затоа сум дојден, не знам со што ќе излезам од тука, заради тоа што ова место има чуда тука. Ајде сега со мене, не заборавајте стиснете subscribe пред да дојдете да си купиме некои ствари. Стиснете subscribe, стиснете лайк, нотификации, members, се стиснете. Ај сега, да работиме. Не да работиме, да купиме. Дојде да слушнеш ова. Се шалам, немаш да слушнеш. Го имаме JBL Flip 7. Овој JBL Flip 7 е толку мал, а толку би ми бркал работа на терен, само заради тоа што има 35 вати јачина и со 35 вати јачина го прави перфектен за надвор да слушаш гласно и артистите да се чувствуваат добро дури работите, а не е само за снимање, добар и за журка да си направиш, така да ја го земам овој сигурно. Има C, има Bluetooth 5.4, значи може да се поврзат и повеќе уреди на него, така да нема да се буните кој да се врзе на звучникот. Многу е важно тоа што батеријата му држи до 16 сати, што значи дека може долго време да терате на терен со него. И многу е важно тоа што е отпорен на прашина, отпорен е на вода, па и падови не му се баш проблем. Така да ова е измислен за мене на терен, заради тоа што сум јас многу трапав кога работам со вакви работи. Одиме сега друга си земе, овој сигурно го земам. Од кога си земам звучник, сега сакам да земам уште нешто за добар звук, сакам да си земам слушалки. Има едни што ги меркам, едни Sony, тука треба да ги најдам, сега само да видам кај се. Sony. Еве, ова мислам дека се најдобрите слушалки што постојат за монтажери. Овие слушалки се викаат Sony WH-1000XM5. Не можам да го запамтам, има многу долго, ама слушалките се многу премиум, има многу добар noise cancelling, значи нема да слушате ништо кога работите. Мене обично работата ме наоѓа надвор, дури сум некако и многу ми се битни да си ги носам во ранец, така да овие се измислени, види какво кутивче имаат прво. Исто така голема предност на овие слушалки што имаат 30 сати батерија, така да кој монтира поише 30 сати реално, кој слуша музика поише 30 сати. Има 30 сати батерија, тоа многу ќе ви заврши работа и исто така важна работа што сакам да ја кажам е дека може да се конектираат два уреди на овие слушалки, што значи дека нема треба да се дисконектираш па да се конектираш од лаптоп па на телефон и такви 300 други чуда, така да овие се измислени за вас. Јас си ги земам, за вас не знам. Уште нешто да видиме се. Додека ми ги пакуваат звучникот и слушалките, ми текна дека ми треба powerbank за на терен. Нема нешто подобро од тоа, го сакам овој powerbank, се вика Anker 737, има 24.000 мАч капацитет, што значи дека можеш да си полниш телефон, можеш да си полниш камера, се можеш да си полниш. Исто така има 140 вати output, што значи дека можеш да си наполниш секој појак лаптоп, како MacBook, можеш Dell XPS да полниш, можеш секој лаптоп, можеш се да наполниш на него. Ја реално овој планирам да си го земам, така да ќе си го отворам уште сега. Слушај. Мора да си го земам, овој многу би ми завршил работа, само да го отворим прво, сакам да ви го покажам колку е фенси. Си гледал ние видеата кога отвора iPhone и паѓа iPhone-от, ево така нешто. Успеав да го отворам конечно. Види, на него има LED екранче кај што ти кажува колку батерија има и колку вати влече во даден период. Така да тоа е многу важно да се каже. Две USB-C и едно USB-A. Тоа исто така ти прави да можеш да си наполниш различни уреди на него. Така да ова е Best Buy. Го земам и ова. Една работа што секогаш сум сакал да ја имам е добар таблет. Значи таблет ми треба многу, страшно многу ми треба за на терен и општо за секој ден, заради тоа што некогаш сакам само да си прегледувам кадри кога што снимам, некогаш сакам нешто на кратко да измонтирам, дали е тоа на некој кепкат, дали е што било, ми треба таблет. Значи страшно многу ми треба таблет. Има еден таблет што секогаш многу ми се допаѓал, а тоа е Lenovo IdeaTab Pro. Тоа има 13 инчи, со што ви зборам? Еве го имаат и овој ванаш. Значи види каков. Можам те го украдам. Еј, има и пенкалцеве на него. Знаете ли колку пенкалцево би ми завршило работа? Глеј. Овде мислам дека треба да се направи. Ми стои така. По спецификации, зашто овој е многу добар. Прва работа има огромна резолуција, 3K резолуција за таблет, за ова е прекрасно нешто. Особено кога сакаш да видиш на сет што си снимил, да запазиш детали, ова е перфектно. Реално ова веќе не е таблет за YouTube, ова е сериозна машина што можеш да си ја земеш со себе и да ти врши многу работа. 3K, 13 инчи дисплеј, перфектно. Тој дисплеј има 144 Hz refresh rate, што го прави уште појак. Има 8 GB RAM, што е поише од доволно за light editing, да можеш на терен да си направиш нешто. Можеш да ставиш microSD
до 1 терабајт внатре, што значи дека многу меморија може да имаш во ова. И исто така има многу брз чип што го прави да нема виртуелно никаков проблем кога мултитаскаме. Така да ова е идеалното решение за мене. И да не заборавам, има Quad JBL звучници и Dolby што го прави гласен и детално да слушнеш се што имаш снимено, така да го земаме и овој. Абе, остави ме да одмарам, не иди секаде по мене со камерата, гледај како се наместив, не ме гњави. Иначе, ја имам дома више една столица, ама ако пак би требало да си земам столица гейминг, тоа е било ова што не можам да ја запамтам, ама се вика Арози Аванти, така да дојдете во Unhotch Premium, седнете си, пробајте си ја да видите колку е удобно, нема нешто бој. Ај остави ме сега оди купи си ти нешто, ја вака планирам да си уживкам. Значи добро, ме стана што ме стана и ме потсети камерманот дека треба да си купам тастатура и маус, заради тоа што тоа стварно ми фали сега во моментов. Мислам, ја имам тастатура и маус, ама ми фала добри тастатури и маус. Овде имам мал милион на тастатури. Ја она што сакам да си ја земам од секојаш е Keychron V5 Max. Баш е Max. Не знаеш колку е тешко пакување. Ова мислам дека е перфектна тастатура за мене. Има нумпад. Ја нумпад обожавам да користам, не можам да поднесам вакви тастатури. Тоа за мене не е тастатура. Реално ја не се разбирам многу од свичови и што има друга тастатура. Гледам дека има банана тактайл, палја штрака, мене е многу битно ми штрака тастатурата која работам и има RGB. Ние монтажерите сакаме да сме фенси, RGB-то е фенси. И може да си го местиш RGB-то како ти сакаш. Таму има некоја апликација кај што си кликаш и си го местиш. Како што кажав, има мал милион на ефекти во боја што можеш да ги ставаш на тастатурава. Исто така можеш копчињева да си ги менуваш како сакаш. Значи стварно ми е најбитно да свети и да штрака. Ова го прави баш точно тоа. Ај со мене си земам маус заради тоа што не оди само си земеш тастатура без маус. Ајде, мамо им седам маусите. Не, тука не ни треба апарат, немаме пари за тоа да си го земеме. Овде има многу мауси, ама мене ми треба конкретно овој MX Master 3S. Ако може некој да го отвори ова? Сега се отвара. MX Master 3S, како што ви кажав, овој мислам дека е идеален маус за монтажери и за сите што работат нешто креативно на компјутер. Една битна работа што има, работи на стакло, не мора да имаш маус пат ако си некаде во движење, wireless секако. Има хоризонтален скрол што многу ни врши работа нас како монтажери. Има се што треба да има еден маус. Една работа што ја многу ја сакам е тастатурата ми штракам ова да е silent, така да ова те одмара, не знам зашто сум таков, ама сакам ова да ми е silent. Сите копчиња на него се customizable, што значи дека може да си намислите било какви шорткати за користење за различни намени. А си ги купим и овие работи. Да ви направам као TikTok инфлуенсерките, не е SMR. Колку не сум за овие работи. И најважниот момент е да си ги купам, да си ги платам. Ама за тоа не се грижам, заради тоа што сите овие производи што ги земавме се на промо цена во Unhotch, така да дојдете си вие и купете си нешто. Фала дечки, чао. Дечки, ја не знам за вас, ама си купив многу работи од Unhotch Premium. Се одам дома си користам конечно. Дојдете си вие во Unhotch, купете си, сигурно има нешто што вас ви треба. Многу од работите се на промо цена, така да гледате кај. Мислам, нема што поише да ви кажам. Ако ви се допадна ова видео, стиснете лајкче, стиснете subscribe, не заборавајте да ме заследите секаде каде што имам social media. Си гледаме во некое следно видео кај што ваѓа нема да трошам више пари. Чао.